Многу повеќе од спорт, многу повеќе од разонода и забава, спортска медицина. За кого, кога, како се одвиваат прегледите и слично. Јасмина Плунцевич-Глигоровска, професор доктор, е гостин ова утро во Македонија на утро и подетално ќе разговараме за оваа тема, која што е актуелна секогаш, вечно актуелна тема, особено за оние кои што имаат помлади деца кои што се занимаваат со спорт. Добро утро. Добро утро. Благодариме што дојдовте. На почетокот да кажеме, да дефинираме што е спортска медицина, дали лечи или спречува. И едно и друго. Прво да ви се заблагодарам што ме повикавте и што секогаш го подржувате и спортот и ја популаризирате и медицината, па и спортската медицина, која е неизоставна компонента во развитокот на спортот и појавување на спортски успеси. Спортска медицина е комплексна гранка, јас би кажала као општа медицина за спортисти. Медицинска дисциплина која што опфаќа повеќе и од интернистички, и од хирушки гранки, со цел да се одржи доброто здравје на спортистите и евентуално подобри. Субјектите на спортската медицина не се само спортисти, кои што по дефиниција треба да се особи кои што професионално се занимаваат во смисла дека вежбаат за да се надпреваруваат, туку и особи кои што рекреираат, значи не мора да бидат вклучени во надпреварувачки активности, и сите лица кои што сакаат да станат повеќе физички активни отколку што биле до тогаш. Која е границата, која е возрастната граница за еден преглед по спортска медицина? Дали постои такво нешто? Законски не постои возрастна граница. Ретко имаме, да не ги наречам пациенти, клиенти или испитаници, спортисти кои што доаѓаат на 5-6 годишна возраст, кои што се многу сладки, нели, секојаш ни измамуваат насмевка што така рано започнале да се занимаваат со спорт. Горната граница секако дека не постои, зависи само од добрата волја и на спортистот и на рекреативецот. Имаме една возрастна граница, односно возраст како критериум, го земаме за видот на испитувања кои што ќе се примени. Испитувањата кои што се однесуваат на функционално тестирање на кардиоваскуларниот систем, односно определување на кислородна потрошувачка, или она што ние го викаме популарно стрес тест, се практикува кај лица постари од 15 години, бидејќи има физиолошки и сознанија од физиологијата, од досегашната и пракса и наука, дека младите, некаде до 15 годишна возраст, нема доволно созреани и функционални системи со кои што би добиле релевантни податоци за тој тест за кислородна потрошувачка. Единствено ако има некои медицински индикации за, значи, дете кое што спортува, а е помладо од 15 години, единствено тогаш го правиме тој стрес тест. Како изгледа еден преглед? Што се испитува кај, како што кажавте, рекреативците и професионалците? Инаку добро е да знаат и рекреативците дека и тие и за планинарење, и за возење велосипед и така натаму, треба барем еднаш годишно да се биде редовен на овие прегледи по спортска медицина. Што се опфаќа? Какви се резултати и податоци добива? Да. Па спортско-медицински преглед е како еден систематски преглед кој што е фокусиран на органските системи кои што највеќе се активираат во тек на спортот. Ние на Институтот за физиологија при Медицински факултет во Скопје имаме два пакета на спортско-медицински прегледи. Така ги викаме скратен, тој што е со ЕКГ,
и продолжен со стрес тест, а и двата содржат биохемиски испитување на урина, испитување на крв, само крвна слика, комплетна крвна слика, антропометриски испитувања, функција на бели дробови, спирометрија, значи определување на белодробни волумени и кај скратениот преглед е значи ЕКГ, електрокардиографија на 12-канален апарат во мирување во лежачка положба, а кај овој продолжениот пакет е стрес тест на подвижна трака. Ние во училишната возраст, во тоа време, некаде 90-тите години од минатиот век, се прегледувавме или бевме на преглед, тие што се занимавме со спорт, одевме на преглед некогаш и 3 до 4 пати, 3 пати сигурно, до 4 пати годишно одевме на прегледи и секогаш без разлика на тоа колку се чувствуваш здрав, сепак постои она анксиозност кај тебе, дали како ќе излезе резултатот, како треба да се однесуваат кон овој преглед, оние на кој што им е неопходен за нивно здравје, за нивно добро се работи? Спортско-медицинскиот преглед е неинвазивен, освен земање на крв од прст, што е исто веќе може да се каже безболна метода. Секој што се занимава со спорт треба сериозно да ги свати напорите на кои што е изложено телото во тек на физичката активност. Во нашата држава, нашиот здравствен систем овозможува, мислам, и неограничен број на прегледи, но нема потреба од тоа. Бројот на спортско-медицинските прегледи ги наложува федерацијата, тие што се обврзателни за учесникот во спортот, за да може да учествува во надпревари. За печатот, способен за тренинг и надпревар. Се уште е истиот печат? Па да, се уште е истиот печат. И некои спортски федерации бараат еднаш годишно, некои 2 пати, а фудбалската мислам дека е овака ригорозна, они бараат на 4 месеци. Особи повозрастни од 40, 45, 50 години кои што почнуваат да тренираат, нарочито ако се заинтересирани за некои поинтензивни активности, исто така треба самоиницијативно да направат еден спортско-медицински преглед. Ние ги викаме и воглавно се тие така наречени предпартиципација во спортот, во да кажем другите земји пред учество во спорт, значи треба само еднаш да се направи, дали си способен да учествуваш во спортот, а потоа да се следи на некој подолг временски интервал, или ако се појават некои непосакувани симптоми, додека кај нас малку почесто ги правиме, погуст е тој календар на спортско-медицински прегледи, бидејќи така е овозможено, а и заинтересирани се и спортистите и родителите, нарочито кога се работи за деца кои што се уште во раст и развој. Да, како оди процедурата преку матичниот лекар или како се резервира мој термин, претпоставам дека преку мој термин, преку матичен лекар закажува. Има простор за сите кои што се осигуреници здравствени? Има во некои периоди кога се така како на Бранови, кога е започнува некоја надпрерувачка сезона, да, и на крај на пролета и на крај на летото, кога е повеќе поголема заинтересираноста и кога повеќе се прави, да кажам, гужва. Треба и тука, нарочито, и родителите и можда и спортските работници да ги подсетат своите спортисти. И некаков план да се направи. На време, да се направи, не мора баш во тој момент, може и месец дена порано, за да се избегне гужвата или евентуално недостапност на термин. Вие сте докторка и професорка, една силна комбинација на знаења собрана на едно место. Колку е битно за секој спортист, особено за најмладите,
да ја знае точната дефиниција и номенклатура на тоа што му е потребно и на тоа што му се случува, од типот на превентивни моменти, од типот на, не дај Боже, повреди. Колку е важно и за оние рекреативци кои што не се занимаваат професионално со спорт да се едуцираат на оваа тема здравје, спортска медицина, воопшто медицината, барем она основна која што може да им помогне, ако ништо друго, прост пример при планинарење, ако доживеат дисторзија на скочниот зглоб, да знаат што е тоа и како се третира. Колку е важна личната желба за едукација во оваа сфера? Па, сигурно дека е многу важна и дека многу ќе помогне во некоја итна ситуација. А и превентивно не мора да е. Да, нашата дека кога им се заморени мускулите, дека не треба да продолжат да трчат, дека тоа не е млечна киселина која што ќе се изгори ако продолжат да трчат. Така, нашата првенствена цел е, како што ме прашавте на почетокот на разговорот, превентива, а веќе кога ќе дојде до терапија и ние ќе бараме помош од интернисти или хирурзи. Многу е важно, нарочито професионалните спортисти, да бидат свесни за опасностите кои што претат од претренираност, од пренапрегање, од несоодветен план за исхрана, за рехидратација. Тука е неопходно да се не само да се самоедуцираат, туку и да побараат стручна помош од лекари по спортска медицина. Да, па добро, претпоставуваме дека оние што се самоедуцираат ќе сватат дека им е потребна, ако веќе навлегуваат во длабоки професионални води, ќе сватат дека им е потребна помош од професионалци, да не ги споменуваме Леброн Джеймс кој што троши повеќе милиони долари годишно, на пример кошакар од NBA лигата за одржување на своето тело за исхрана и така натаму и така натаму. Има ли Македонија култура на спортска медицина, еве така да ја наречеме, најосновно дефинирана? Па моето мислење е дека има. Ние навистина имаме многу пациенти прегледано на Институтот за физиологија, уште едно место каде што е државна здравствена услуга во дел од здравствениот дом на Кале. Исто така се вршат тие прегледи и независно, може да има и некои приватни институции, но има и голема заинтересираност, редовност, родителите, чиви што деца учествуваат во спорт, се и доста љубопитни, посветени, се интересираат каква е здравствената состојба на детето, како функционира, колку напредува. Така да имаме одлична соработка и со... Да се надеваме дека ова е еден од тие моменти кои што ќе ја покрене свеста, ќе ја зголеми свеста кај луѓето за спортска медицина.